Здраво на сите и добродојдовте во уште една епизода од нашиот подкаст Клиника за труд. Денес разговараме за демографијата, младите, можностите за работа и иднината на трудот во Македонија. На наше големо задоволство, денеска по втор пат наш гостин е господин Ристе Костовски. Ристе, добродојдовте и ви благодарам што прифативте нашата покана повторно да сте дел од нашиот подкаст. Добро е, најдов секојаш со задоволство. Ти благодарам. За почеток официјално, повторно, добре дојде во Клиниката за труд. За оние кои што можеби не го проследиле твоето прво гостување тука, како денес би се представил професионално и кои теми најмногу го преокупираат твојот интерес? Благодарам уште еднаш, најпрво дозволите да ги представам колегите, пријателите, сите што не следат. Како што кажавте, јас сум Ристе Костовски, магистар по економски науки, истражувач. Најповеќе го вработувам економските, демографските теми со еден збор општествените движења, јавните процеси. Така, работам во банка. Ти благодарам. Моето прво прашање до вас е каква е демографската слика на Македонија денес и што ни кажуваат тие бројки? Значи, присутна е демографијата како тема во медиумите. Неодамно излегува податоци од еден извештај кој што укажуваат на проекција за намалување на населението до 2050 година, што не е баш поволно, меѓутоа поважна димензија во ова прашање е што го движи тоа намалување и кои се импликациите кои се повеќе слојни на повеќе нивоа од општеството. Имено главно кај нас, значи, проблем е иселувањето на младите. Тоа па понатаму, значи, влијае на сите демографски индикатори, каде што демографите има многу индикатори, значи фертилитетот и така натаму, број новозапишани првачиња и така натаму. И практично потоа предизвикува импликации во економијата, во стопанството, на пазарот на труд, диспропорции во развојот воопшто, така што тоа е за мене побитно прашање. Тука, значи, две компоненти, како што напоменав, се битни, оние што го движат детерминантите фактички на иселувањето, мотивите и импликациите, од друга страна што овие ефектите што се предизвикуваат, и тука практично треба да се насочени, значи, програмите, стратегиите и јавните политики. Ти благодарам. Кога зборуваме за иселувањето, често слушаме дека државата губи многу талентирани млади луѓе. Според вас, кои се главните причини поради кои што младите си ја бараат иднината надвор од нашата држава? Постојат многу истражувања, значи, за кои се мотивите да младите да напуштат државата, има многу причини. Од тука, значи, прво има едно добро истражување каде што формулирани се прво како причините за иселување и потоа фактори кои што ја детерминираат фактички локацијата или дестинацијата за иселување. Тоа е склоп на фактори фактички кои што треба да ги гледаме како детерминанти на иселувањето. Тука пред се спаѓа, значи, неизвестноста, проблем, значи, со домување кај младите, економските фактори, целокупниот систем на социоекономски, значи, фактори, квалитетот на јавните услуги, достапноста, квалитетот на инфраструктурата, не само, значи, патното, тука спаѓа, значи, образованието, здравствениот систем, квалитетот на здравствените услуги и така натаму. Тие се, значи, фактори фактички од оние практично одраѓање, па после образовниот процес, па на крај пазарот на труд, значи, цел тој континуитет. Тоа е фактички процес низ кој што се градиме и сите тие фактори влијаат, значи, на очекувањата на младите и од тука, значи, за да се спречи иселувањето, потребно е да имаме квалитетни јавни услуги со цел, значи, да се подигне нивото на доверба во институциите, во општеството воопшто, очекувањето со цел овој тренд да се намали. Ти благодарам. Колку пазарот на труд денес навистина ги препознава талентираните млади луѓе и дали постои некој јас помеѓу образованието, вештините и вистинските потреби на работодавачите? Така. Бидејќи живееме во динамично време, во забрзани технолошки промени, значи, постои јас меѓу она што се учи за факултетите и во образованието и она што се бара на пазарот на труд, бидејќи технологијата и сега вештачката интелигенција се движи многу брзо. Од тука, значи, за да се намали тој јас, потребно е поголема проактивност на младите во смисла
и во текот на формалното образование, факултетските денови, но и потоа посета значи на курсеви, обуки, настани кои што се организираат било од јавно образовни институции, од невладиниот сектор со цело време и во континуитет да се гради, да се обновува тој човечки капитал со цел значи као човечкиот капитал као фактор да биде поотпорен на тие промени кои што произлегуваат од пред технолошкото обкружување. Ти благодарам. Често зборуваме за недостатокот на работна сила, а истовремено и за невработеноста кај младите. Како би го објаснил овој парадокс и што ни покажува за состојбата на трудот во нашата земја? Так, исто тука имаме две димензии, значи прво на страната на понудата на труд има контингент на млади кои што не се вклучени, значи не се активни на пазарот на труд. Тука, за тоа се спречи, прво треба сите да знаеме дека неактивноста на младите на пазарот на труд создава економски трошоци, значи за целото општество. Практично, ние не предонесуваме во креирањето на бруто домашниот производ и даночниот систем кој што даноци потоа ќе се канализираат во јавни инвестиции, подобро здравство, образование и така натаму. И другата страна е поборувачката на труд. Меѓутоа, прво на страната на понудата на труд потребни се мерки кои што ќе подигнат мотивацијата за вклучување на младите на пазарот на труд и воопшто во општеството. Тука значи треба да се вклучат и образовните институции, и граѓанскиот сектор преку одредени кампањи, промоции и да не забораваме стопанството кое што фактички треба да ги абсорбира тие кадри кои што понатаму ќе креираат поголема додадена вредност со кое што знаење и вештини компаниите ќе бидат поконкурентни и на домашниот и на глобалниот пазар. Ти благодарам што ги сподели овие информации со нас. Ако сакаме младите да останат тука, да работат тука и да ја гледаат својата иднина тука, кои промени се најнеопходни? Така. Најпрво, значи, како што кажав, прво потребно е да се подигне нивото на мотивација да младите останат тука. Тоа може да се направи преку поквалитетен образовен систем, каде што ќе имаме практични вештини и така натаму со цел време трајањето на невработеност и периодот на чекање на барање работа и до вработување да се намали. Понатаму, значи, исто така потребно е стабилно окружување и поквалитетни јавни услуги, инфраструктура, достапност, дигитализацијата исто битен фактор, еколошките фактори, за да не ги забораваме, квалитетот значи на животната средина која треба да се подобри тука за да младите повеќе гледаат својата перспектива тука, за да останат тука и потребна значи поголема вклученост на сите за да допринесеме до тоа, пак ќе кажам, на граѓанскиот сектор, образованието, креаторите на политики, за да младите да зголемат довербата и да видат дека и во Македонија може да се успе и да полека да се запре тој сентимент на иселување кој што мора да кажеме па и глобален и долгорочен процес, меѓутоа неопходни се мерки и стратегии за намалување на иселувањето, како што кажав. Ти благодарам на твојот одговор. И како за крај, имаш ли некоја порака која што сакаш да ми упатиш на младите луѓе кои што допрва си го градат својот професионален живот? Порака која што би ми упатил на младите луѓе е да бидат што е можно поактивни во општеството, да придонесуваат во заедницата, да се надоградуваат, да градат мрежи на пријателства, контакти и перманентно значи да ги зголемуваат подрачјата на интерес, со што на тој начин си го билдаат и сопствениот човечки капитал и на тој начин значи заедницата ќе врати, секој ќе си најде местото во општеството и на тој начин значи ако секој од се почне од микро ниво, ќе се подобри значи состојбата и на макро ниво, би стабилизирали иселувањето и во иднина, во перспектива би имале поповолни демографски движења и на тој начин значи сите помалку ако придонесеме ќе се подобри состојбата и кај нас. Ти благодарам многу. Уште еднаш да ти се заблагодарам што прифати нашата покана и што одвои дел од твоето скапоцено време да бидеш наш гостин денес. Ви благодарам секогаш со задоволство. Драги гледачи, ви благодарам што останавте до самиот крај, а ние се гледаме во следната епизода. Чао!